Почитувани, изминаа 365 дена од новата локална самоуправа во општина Неготино. 365 лаги, манипулации и празни ветувања од криминалната структура на СДСМ во Неготино. Градоначалникот Тони Делков вептуваше дека неговиот кабинет ќе биде секогаш отворен и транспарентен за граѓаните. Денес реалноста е сосема поинаква. Тој е достапен единствено за мала групација на луѓе со кои имат исти бизнис интереси. Градоначалникот Тони Делков нема слух за младите. Тони Делков ги излажа младите во Неготино. Ветуваше младински информативен центар, ветуваше дооформување на спортскиот рекреативен центар Младост со нови содржини, хортикултурно уредување и разни други содржини за младите. Празни ветувања и во однос на зголеменото учество на младите во процесот на одлучување преку органите и телата на општината и поддршка на активностите во Советот. Тони Делков нема одговорност и слух за потребите на младите луѓе во Неготино. Средношколците од општина Неготино се жалат за проблемите во затоплувањето, искршените прозорци и врати во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Тони Делков ветуваше замена на вратите и прозорците, поголема безбедност, енергетска ефикасност, како и колектори во спортската сала. Измина цела година, а градоначалникот се уште не отпочнал ниту еден проект за младите. Во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи хигиената е на најниско ниво. Отпадоци, медицински отпад и отровни материјали се насекаде во училишниот двор. Градоначалникот заборави на спортската сала Младост, каде се уште нема реконструкција, нема осветлување, нема нови пешачки патеки, нема отворен амфитеатар. Неспособното менаџирање на општината го уништи градот. На патот кон Европа имаме глутница од кучиња скитници по улиците и плоштадот. Младите па и повозрастните се движат во страв да не бидат нападнати од кучињата скитници. Проблемот со кучињата не е решен, нема стационар за кучиња. Тони Делков и СДСМ се најголемата елементарна непогода за Неготино. Отпадоци и смет и неподнослива миризба има насекаде во општината. Неодговорност и неангажираност на службите за улично осветлување и комунални услуги. На лицемерието и алчноста им нема крај. Секојдневните скандали се одлика за СДСМ. Ваш тимиња единствено ќе останат на тендер документацијата. Нема живот, нема иднина, нема нови вработувања. Единствен услов е членската книжка од СДСМ, поради тоа младите иднината ја гледаат во странските земји. Очигледно е, Тони Делков не ги познава ингеренциите на градоначалникот во општината, тековните работни обврски и одржувањето на општината како поставување на сообраќајна сигнализација, хортикултурно уредување и комунални услуги, тој ги смета како инфраструктурни и капитални проекти и ги представува како проекти од големо значење. Тони Делков и неговиот тим немаат проекти, идеи и визии за развој на општината, отварање на нови работни места, како и задржување на младите во Неготино. Почитувани господа од СДСМ, разберете, вам луѓето веќе не ви веруваат. Некогаш ќе треба да се плати цената на самоволието. Неправдата, прогонот и корупцијата се единствената игра во градот. Постојат два пак докази. Едниот е недостоинствен, сиромашен и грешен, а другиот е десен. Тони Делков, младите во општина Неготино се разочарани од неспособното локално раководство. 365 дена неуспех, лажна надеж и лошото менаџирање ги доведе младите во очај. Ветувавте многу, не исполнивте ништо. Ги злоупотребивте младите за гласови. Поради сето ова, младите по втор пат ја испраќаат следната порака: оставка веднаш. Ви благодарам.